Почитувани, има ли обвинителство во Македонија? Ке излезе ли конечно од прегратките на Зоран Заев и ке одлучува ли за насилството и беззаконието на власта? Истите ликови од СДСМ, Љупчо Николовски, Костадин Костадинов, Дамјан Манчевски и други, кои што сега ронат крокодилски солзи за работата на Цветан Трипуновски, затоа што ги штити земјоделците, истите тие ке реагираат ли за тепањето од Курто Дудуш, шверцот на Боро Малборо, за заканите од градоначалникот Маријанчо Стојчев во Демирхисар? Дудуш, тепачот од Шуто Оризари, Маријанче Стојановски од Демирхисар, кој што се заканува со прислушување, Боро Малборо Стојчев од Новосело, шверцерот на цигари, се луѓе, огледало на Зоран Заев, огледало на СДСМ, огледало на шерифлукот на Заев и на СДСМ. Во неполни 3 години, прво нема ниту обвинение за тешки закани од градоначалникот од Демирхисар кон граѓаните, за што има и снимка. Следеше пресуда на само 6 месеци за прекуграничен шверц, вршен од семејството и лично од градоначалникот на Новосело, а во акцијата за апсење беше пукано кон полицијата. Сега Курто Дудуш за тепање и малтретирање со граѓанин, но и по снимка за киднапирање и изживување на сограѓанин, минува со судска опомена. Ниту еден од овие градоначалници на СДСМ и на Зоран Заев не е соодветно санкциониран, за ниеден нема соодветна казна од судството на Зоран Заев и на СДСМ. Курто Дудуш за тепање со граѓанин од судот излезе со опомена, Стојановски од Демирхисар нема ни обвинение, Боро Малборо по апсење во кое е пукано кон полицијата доби само 6 месеци за да остане градоначалник. Тие сега треба да служат како примери за другите градоначалници на Зоран Заев и на СДСМ, примери поведени од криминогената централна власт на Заев и на СДСМ, примери кои испраќаат порака за политичка, полициска и судска заштита од Зоран Заев и СДСМ. Тоа е реформираното Луи Витон судство, отворено како пупка на Зоран Заев и на СДСМ, тоа се европските вредности разбрани од Заев и од СДСМ. Заев и СДСМ се виновни за поразите, за измамите и за криминалиите. На 12 април следува одговорност. Заев и СДСМ никогаш повеќе. И благодарам.